Што прават пратениците во овие тешки времиња? Сте премногу себични за да се запрашате, но вчерашни е секогаш на маргините на вистината. Овој пат со ексклузивно интервју со светлата точка помеѓу политичарите во време на пандемија. Еден пратеник, модерен мислител, пратеник, долгогодишен бизнисмен со добар слух, но пред се човек чија должност ја исполнува како пратеник. Самка Ибраимовски. Добар ден, Самка, како си? Добар ден, добар еве во домашна атмосфера. Кажи ми сега, тебе ти е лесно, другиве парламентарци која не работат, не знам што прават. Ти бар си наоѓаш работа, еве, познат си по тоа афоризми што пишуваш сега на Facebook. По тоа те зборат. Па видите, мора нешто да се разбива монотонија околу вирусот што е. Ти си автор на многу афоризми, гледам популарен сике млади. Еден од тие афоризми ти се например дека на келава глава ниедно влакно не и фали, така? Тоа е твој афоризам. Да. И што сака да каже авторот, например, со овој афоризам? Па не и фали затоа што нема влакно, затоа. Ја за тебе имам слушано дека ти си патувал многу, си бил у Кина, си бил у Малезија, кај се имаш? Кажи нешто. Во Кина сум бил 15 дена. Ти си пробал љилјак, например? Не. За тебе луѓето не знаат дека ти уствари многу добар пејач си. За тебе некој ми кажуваше дека на времето сте растурале на Јадран тамо, со некој бенд сте свиреле, кај све имате свирено? Па види, ние свиревме, летото свиревме по морења, а зимата свиревме континуирано едно 15 години на Попова шапка. Аха. А вамо Свиревме во Хвар, тоа 4 години узастапно свиревме во Хвар. Свиревме во Сплит, ден на македонската музика и кулинарството. Свиревме во Рускам за нудисти. За нудисти свиревте? Да, таму свиревме. Како свирите, например? И вие голи свирите или како? Па видите, и нас ни беше чудо тоа. Гледавме по телевизија како изгледа тоа, меѓутоа кога бевме со нив тука навикнавме и ни беше сеедно кој гледавме. За тебе викаат, нели, пред да бидеш пратеник, ти беше заменик министер за труд и социјала. Како беше? Што све беше? Па видите, бев заменик министер за труд и социјала прво, после бев директор на Центарот за азил, па бев пратеник, па министер, па повторно пратеник. И богата политичка кариера. Бога ми така е. Што ти е по-богата? Пејачкава или оваа политичкава кариера? Па кој би поделиле по пола и тоа и тоа. Самка, кажи ми сега, што ќе биде со парламентов? Па со парламентот мислам дека нешто не можам да разберам кога гледам дека некој се става над уставот на Република Северна Македонија. Ние имаме устави, уставот во членот 63 јасно пишува во воредна состојба или во војна состојба се свикува парламентот. И точка. Значи сега ти за ова парламентов што не работи, можеш некој афоризам да смислиш за тоа, да речеме сега? Па еве накратко нешто да кажам, тие што треба да му мислат, не мислат граѓаните за нив. Одлично. И што сака авторот да каже сега со ова, например? Тоа што ми постави прашање, ја ти одговорив.